едно за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја вршуваш. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележени. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Денеска е втори последен ден од расправата во Собранието за избор на новата влада и очекуваме сите до 24 часот да заврши оваа регуларна процедура и од утре да добиеме нова влада. Веќе се закажани, ми се чини, примопредавањата на новиот со стариот премиер. Веројатно тоа ќе се случува и со министерските фотели. И уште вчера најавив, барем мене така ми изгледа, дека како зад себе да оставаме една фаза на политичка криза, да влегуваме во една фаза на политичка борба која ќе следи во институциите на системот. Значи веќе ќе ги имаме сите институции формирани од председател, премиер, председател на собрание, парламентот ќе работи, министерствата и така натаму. Барем според вчерашниот, помалку и според денешниот ден како се одвиваат дебатите, се чини дека најавија и новата власт и новата опозиција дека ќе бидат конструктивни, дека ќе имаат разбирање и барем според генерално најавите на мандаторот Заев дека ќе има инклузивност, дека за виталните прашања од интерес за државата ќе се консултираат и со опозицијата, а опозицијата пак вети дека ќе биде конструктивна и дека ќе соработува, се разбира, начин достоен на една опозиција. Се разбира, тоа се најави, но што ќе не очекува со новата влада и со новата опозиција, вечерва ќе расправаме со тројца мои гости, тројца професори, сите политички ангажирани и можам да речам слободно, ако не се налутат политички дисиденти од таму каде што доаѓат, но со добро политичко искуство. Кај мене, со мене во Скопското студио се Солза Грчева, Живко Енкуловски, добро вечер на двајцата, и во студиото на телевизија Мега во Битола, Јагода Митревска. Добро вечер и за господја Митревска. Добро вечер. Добро вечер. Пред да почнам со прашањата, јас ќе замолам колешката Анита, таа е пред Собранието на Република Македонија, со едно воведно, со еден влез за оваа дебата како беше денеска во Собранието и не толку, можеби, Анита, дневно да информираш, туку генерално како ти ги гледаш овие 2 дена, што генерално се случуваше, какви се односите меѓу партиите и што може да се очекува во наредниот период. Повели. Добро вечер, Љубиша, до тебе, до твоите гости и до гледачите на телевизија Нова. Како што може видите, ние се наоѓаме сега во моментов пред Собранието на Република Македонија, но екипата на телевизија Нова на целиот ден е внатре во Собранието многу внимателно следи се одвува околу дебатата за формирањето на новата влада. Она што досега можевме да го чуеме, она што забележав дека и ти го кажа во твојата најава, е дека и двете партии рекоа дека ќе соработуваат, дека ќе бидат инклузивни, дека нема да има реваншизам во однос на важните прашања, но морам да кажам дека некако денеска тој впечаток не е таков. Вчера дебатата во Собранието беше на некое ниво, можеме да кажеме, немаше многу кавга. Дали тоа беше поради фактот што во галеријата над претениците беа гости амбасадори на европските земји кои што се во Република Македонија, па претениците малку внимаваа како се однесуваат. Денеска сликата беше комплетна друга. Имаше и префрлување, имаше и заедување, имаше и зајарливи коментари. Илија Димовски од ВМРО ДПМН во еден момент кажа дека начинот на кој што се водеше дебатата денеска е и еден почеток на повторно на сценарио за правење на циркус во Собранието, односно на несогласувања и на одредени сценарија, но тој потенцираше дека ВМРО ДПМН нема да дозволи да биде вовлечено во таква игра. Според него, она што е премногу очигледно дека се случува е со намера да се испровоцираат претениците од ВМРО ДПМН, е фактот што Џафери само на претениците од ВМРО ДПМН им се обраќа на албански јазик, но не и на претениците од СДСМ. Иако Џафери
Джафери кажа нели дека се додека го викаат пратеник, додека вела дека тој е пратеник, а не представител на собранието, дека тој ќе говори на албански јазик, но фактот што на пратениците од СДСМ им се обреќа на македонски јазик според Илија Димовски е доволен показател дека се прави за да се изнервираат еве пратениците од другата страна, односно пратениците од ВМРО ДПМН. Имаше препокувања од двете страни, од страна на ВМРО ДПМН, дел од обраќањата беа дека нема ни р од реформска влада од ова програмата која што ја понуди Зоран Заев. Тие велат дека ништо од тоа што го има понудено не соодветства ниту што она што го нудел во програмата за живот, половина од работите ги нема, а ниту пак со тоа дека велат дека ете ќе има правна држава, дека како што велат нели дека ќе има живот за сите и сите оние работи кои што најавија дека ќе ги прават. Велат дека се работи за чист популизам во програмата на Зоран Заев, односно на владата на Зоран Заев која што треба да биде изгласана. Од друга страна пак дел од претенците на СДСМ иако рекоа дека нема да има реваншизам, дека ете сега од сега натака ќе биде конструктивно, сепак можевме да чуеме и од собраниската говорница дел од претенците, конкретно Петар Шилегов, кој што рече дека тој нема да заборави, иако многумина ќе заборава, дека тој нема да заборави што се случи во собранието на оној црн четврток и дека ќе се одмазди. Многу од претенциите и од СДСМ ги упатуваа своите навреди кон ВМРО ДПМН за тоа дека биле криминална власт, дека ќе посекуваат Богоевски, кажа дека го чека денот кога ќе го види лидерот на ВМРО ДПМН во затвор и така натака. Значи препокување малку беше поостра денеска дебатата помеѓу претениците. Ја слободно ќе кажам дека малку беше на пониско ниво од вчера. Очекуваме доблеск кај претениците, нели? Барем што се однесува до нивните настапи од собраниската говорница од највисокото законодавно тело на Република Македонија, собранието на Република Македонија. Меѓутоа ете старата слика се чини се враќа повторно на собраниската говорница. Она што треба да следи сега Љубиша е во 21 часот да заврши паузата која што ја даде Джафери во 19 часот и да започне повторно седницата. Она што е најавено е дека пред самиот крај на седницата, кој што како што кажи ти треба да биде некаде околу полноќ, ќе има обраќање и на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и на лидерот на СДСМ, односно мандатарот кој што ја предлага сега новиот состав на владата, Зоран Заев. Ќе видиме што ќе кажат тие во нивните обраќања како заокружување на целата оваа дводневна дебата. Иако многу од претениците пред самиот старт на оваа собраниска расправа велеа дека се прави се на брзина. Не се остава доволно време да се расправа за кадрите, за предлозите на Зоран Заев за министри, оние луѓе кои што треба да ја водат државната политика во наредните години. Исто лично очекував дека повеќе ќе се дискутира околу биографиите, околу компетентноста на луѓето кои што се предложени да ги водат ресорите, дали треба или не треба да бидат. Меѓутоа од собраниската говорница повеќе беше прекувањето кој што направи, колку направил, кој повеќе сгрешил или не сгрешил, кој ќе донесе живот во Македонија, кој донел црнило и така натака. Многу малку слушавме за конкретните имиња, иако јас и во минатата дебата, во вклучувањето на минатата твоја дебата, Љубиша, дадов неколку генерали за луѓето кои што се предложени од Зоран Заев за министри. Кажав исто така дека многу и од приврзаници на опозицијата критикуваа дел од овие имиња и велат дека не требале да се најдат. Листата меѓутоа е стокмена, таа е таа, тоа се луѓето од доверба на Зоран Заев. Најмногу критика имаше да речеме за предлогот на Зоран Заев за министер за надворешни работи Никола Димитров. Многу ми да велат дека не бил стабилен човек. Се коментираше неговата биографија, дека човек кој што по неполна година дена од владата на Љупче Георгиевски даде отказ од заменик министер за надворешни работи, иако тој е човекот кој што беше преговарач нели за името и беше амбасадор во Вашингтон. Најмногу се кршат копијата околу албанските министри предложени за во владата на Заев, за кои што се вели дека дел од нив се истакнати команданти на УЧК, на ОНА, кои што делувале против армијата на Република Македонија, полицијата на Република Македонија и македонскиот народ и граѓани доброволци кои што беа во војната во 2001 година. Дури сосем очигледно е актуелниот граначалник на Липково, кој што го викаат командант Вентили, поради тоа што е лично одговорен за сопирањето на вентилите на Липковската брана, кои со месеци градот Куманово и околните места останаа без вода за време на конфликтот 2001-та, зашто имаше и официјално покренато нели обвинение. Тој сега ќе биде министер во владата на Зоран Заев, само едниот од нив. Другиот министер кој што исто така е од албанскиот блок пак се поврзува, дури беше повикан и за сведок
во Диво населје. Се вели дека негов братучет е еден од приведените за масакрот кај во Диво населје, кога 8 наши специјалци полицајци го загубија животот. Останува да видиме како овие луѓе ќе се водат со ресорите. Има малку чудни некои комбинации кои што се тука направени во предлозите на ЗАЕФ, луѓе кои што немаат никаква врска нели со некој од ресорите или од секторите, се поставени на тоа место. Исто така се кршат копијата и околу Бујар Османи, кој што нели треба да ги води евроинтеграциите, за кој што се вели дека постојат податоци и информации дека имало една вид на корупција во Министерството за здравство за неговото време, односно дека не е толку чист политичар, нели? Меѓутоа листата е таа, стокмена е, ставена е пред пратениците, како што сите знаеме, вечерва до полнок до 12 часот се очекува да биде изгласана. Треба 62 пратеници да гласаат за неа, толку имаат нели мнозинството сега во овие моменти СДСМ со коалиционите партнери. И останува потоа да видиме како ќе го тераат сето, како ќе ги тераат ресорите. Вчера во своето обраќање ЗАЕФ кажа дека една од работите кои што ги кажа е дека нема намера да биде министер наместо министрите и дека очекува министрите си ја вршат својата работа, тој само да ги координира, нема намера да воопшто да се меша во нивната работа, ниту да им ја работи работата, како што кажа. Дали сето тоа ќе биде навистина така, дали навистина ќе се задржа до тоа, иако малку е симптоматично што Зоран Заев меѓу едно другото кажа дека пред да се гласа нели за владата уште од вчера дека тој поверил специјалното јавно обвинителство да му достави информација дали се води постапка против некого од оние кои што се предложени за министри на неговата листа со оправдување дека доколку некој има криминална истрага против него, тој не може да биде, не заслужува да биде дел од новиот владин кабинет, но побара само специјалното јавно обвинителство, а не од судовите обвинителството, каде што сите знаеме дека за дел од овие имења веќе се во тека судски постапки. Љубиша? Анита, ти благодарам за ова детално опишување на како течеше овие 2 дена на расправата. Веројатно, можам да кажам, ништо ново. Сите собраниски седници сега дека така се одвиват. Имаме тука двајца со искуство кои што и додека тие беа пратеници и предходните целите овој парламентарен систем се заснима на полемичност секаде во светот. Морам да забележам, ти благодарам што во релативно кусо време многу детали кажа, да требаше јас да го кажувам. Ова ми се чини уште ќе говорев уште 2 минути со мојата динамика на говор. Сепак ти беше малку побрза во говорењето. Само да кажам на гледачите дека од денеска ќе се обидуваме да ги вклучиме во програма нашите партнери, повеќе локални и регионални телевизии низ Македонија, вклучувајќи и луѓе локални кои што мислам дека вреди Македонија ги има и треба да ги прикажеме повеќе на јавноста, да не се затвараме само на Скопје. Има таму луѓе експерти паметни кои што можат да дадат свој придонес во оваа полемична Македонија за прашања кои што се од интерес за сите граѓани. Вечерва тоа е студиото во Битола со господјата Јагода Митревска. Јас ќе ги замолам моите гости во студиото да почнеме со Битола, бидејќи преферираме секогаш кога е некој прв пат гостин во нашето студио да прокоментира. Господја Митревска, колку што знам, ако не грешам, сте политолог. Би можеле ли да ни кажете како вие го коментирате целиот овој процес на транзиција? Беше мирен, беше бурен, на крајот дојдовме до една точка со која сметам дека политичката криза ја надминуваме во 1-2 минути воведно излагање, бидејќи имаме саат време на расправање, но еве за влез ве замолувам во 1-2 минути да ни кажете како вие го доживувате овој транзиција на власта, да речем. Поведете. Добро вечер за гостите во студиото. Поздрав до нив, поздрав до вас. Благодарам за можноста што можам да се искажам преку од регионалниот центар во Битола на Мега телевизија. Мислам дека политичката криза овие денови се уште трае, меѓутоа институционално, што е една позитивна работа, каде што во рамките на институциите ќе се надпреваруваат политичките партии околу своите идни своји политички делувања на политичката арена.
Пред се би кажала дека е ова еден добар момент каде што партијата која се залага да од утре имаме нова влада, односно СДСМ, има едно тесно мнозинство во парламентот, што е добро за демократските принципи, прибидејќи ВМРО ДПМН има доста пратеници кои можат да ја следат работата на будно, како што најавија вчера во своите изјави пратениците на ВМРО ДПМН, со големиот број на пратеници кои располагаат, да имаат една конструктивна демократска расправа во рамките на парламентот. Меѓутоа, овие 2 дена гледаме дека политичката борба се однесува на излагањето на експозето на идниот од утре премиер господинот Заев. Расправата содржи колку ќе биде прогресивна оваа влада според своите програмски цели кои ги има зацртано. Слушнав дека повеќе ќе се заложи за економијата. Меѓутоа, моето мислење е дека е и доста долга таа влада со голем број на министри, 26 министри. Како што се сеќавам во предизборието господинот Заев се залагаше за намалување на министерските места, негде до 20. Тука се опфатени веќе и министри од сите негови коалициони партнери. И другото што мене ме става во дилема, видов дека доста од тие идни министри за прв пат ќе бидат на политичката сцена како министри и зборува еден добар квалитет кога во министрите кои ги предложи СДСМ. Меѓутоа, дилемата кај мене се содржи во тоа што не забележав дека има предлог од регионот или од Битола министер, прибидејќи е многу битен овај југозападен регион, останува во оваа влада без министер. Да се надеваме дека во пониските ешалони или заменик министер ќе има од Битола или од регионот, а Битола е исклучително важна за развојот на политичката сцена и во развојот на економијата, како што ја најавува господинот Заев. А од друга страна, забележувам дека и кај преседателот на Собранието, господинот Талат Џафери, дека треба како преседател веќе да се труди да има еден посмирувачки тон во парламентот, за да не продолжуваме понатака со политичката криза. Гледам двојбеност во неговото излагање, кога се обраќа и према пратениците на ВМРО и различно го толкува неговиот преседателски мандат кон СДСМ, значи во самиот старт да немаме поделба. Инаку низ историјата на Република Македонија гледаме дека секогаш дали имаме непризнавање од едната страна на една политичка партија, дали тоа е преседател на државата или преседател на собрание, мора да се надминат оваа состојба и веќе да почнеме да делуваме институционално, исто како што кажав, да една силна опозиција на ВМРО ДПМН која ќе ја прави будна оваа влада за програмските цели во која таа се залага. Господи Митрева, да. Ви благодарам за овој влез. Да, ве слушам. Споменавте регионите, можеби од Битола нема, но колку што се сеќавам, мандатор спомна дека ќе има рамномерен регионален развој. Ви отворивте многу прашања за кои што вечера ќе полемизираме. Ви благодарам за овој дел, за влезот, вашата оценка за досегашниот тек на работата на парламентот. Ако не слушате, ќе се вклучите, се разбира, со ваш став, со коментари или реплика. Би сакал сега гостите во студио да ги прашам, и тоа ќе се надоврзам на една ваша изјава во делот на почетокот, кај што рековте дека имаме една ситуација на тесно мнозинство на власта над опозицијата, што прв пат се случува во Република Македонија. Вие сте парламентарци. Како мислите дека тоа ќе функционира? Добро е за демократијата, вели господја Митрева, но дали ќе биде добро за функционирање на владата?
Бидејќи, знаете сега, што повеќе ни фали во Македонија, демократија или исполнување на програмските цели на една влада. Сол Грчева? Прво би се вратила на една интересна формулација која ја дадовте во воведот, кога рековте дека се очекува вечерва во една регуларна процедура да биде избрана новата влада. Со тоа се надевам дека завршивме со нерегуларните процедури. Прво тоа би сакала да бидам најасно, бидејќи досега видовме многу нерегуларни процедури и тоа клучни процедури, као што беше изборот на председател на собранието. Но тоа е веќе затворена приказна. И не знам зошто воопшто ВМРО ДПМН, кој што си присуствува на седниците, еве гледаме дека се веќе и конститутивен дел на комисиите собраниски, му се обраќаат со пратеник. Тоа е една демонстрација, да речам, една софт, лесна, мека демонстрација на незадоволство поради начинот на изборот на Талат Џафери, но факт е дека со самото тоа што присуствуваат и работат во собранието и Талат Џафери им дава збор или им го одзема зборот, тој е сега председателот на собранието. Тука има и една финеса во неговото обраќање на албански јазик кон едните, а на македонски јазик кон другите. Знаете, тој како пратеник има право да зборува според последниот закон за албански јазик, за употреба на јазиците, он има право да зборува на албански јазик. Ако му се обраќате како пратеник, ако има функција само пратеник. Но како спикер нема право да зборува на албански јазик. И мислам дека тука е таа работа која што сега ја спори Илија Димовски, меѓутоа Талат Џафери го знае точно законот и затоа кон едните се обраќа на албански, кон другите на македонски јазик. Не би било добро ако тоа продолжи да трае во недоглед. Се разбира, дека треба двете страни да најдат некој компромисен начин. Мислам дека се дефокусираат од суштината на Да, се разбира дека не е во ред. Како што реков, ветувањето на ВМРО ДПМН е дека ќе биде конструктивна опозиција, а е дефинитивно голема и силна опозиција, води кон тоа дека тие мислат да живеат во ова политичко милје кое што сега се создава. И не е ништо страшно да бидат опозиција, конечно, после 11 години власт. Значи, завршивме со нерегуларните постапки, се надевам. Зборувате, прашувате за ова тесно мнозинство, овој однос на сили во парламентот, кој што до сега го немаме видено. Знаете, во оваа рудиментирана демократска атмосфера во која што живееме ние, пред се нема демократија во партиите, јас 100 пати сум го тоа кажала, тоа се рефлектира и на собраницката сцена, тоа ќе се рефлектира и во владината работа и апсолутно насекаде во целото општество. Јас не мислам колку год некој да вели дека ќе биде конструктивна опозиција, ќе се бараат моменти да одреден закон не помине, бидејќи зависи од многу тесно мнозинство, од многу тесно мнозинство. Сметајте на тоа дека ако имаме подполна функционалност собрание, многу пратеници се спречени да присуствуваат од објективни причини, се на службени патишта. Или често пати се случува да некои комисии течат едновремено и така натаму. Значи, ова е натегнато јаже. Натегнато јаже. Што од друга страна мислам дека ќе има реперкусии пред се на богатството на работење на законите во собранието. Нема да може како досега по 50-60 закони да се поминуваат дневно, па пратениците да мораат цели ноќи да ги проучуваат за да се подготват за одредена материјална расправа по закон. Бидејќи тешко дека ќе се соберат сите на едно купче да изгласаат позитивно. А дали ВМРО ќе подржи некакви клучни закони кои што ќе бидат важни за оваа влада, не сум во тоа многу сигурна. Знаете, да е ова една развиена парламентарна европска демократија. Тука не станува збор, таму законите поминуваат со дел од претениците на мнозинството и дел од претениците на оние кои што се во опозиција. Значи, тука се пред се усредоточени на законот и на бенефитот од законот што треба да го имаат граѓаните. А не кој ќе го донесе тој закон. Меѓутоа, ја знаејќи од моето искуство, да речеме, ако предложев амандмани како опозиција,
Тие амандмани уште пред да се прочитаат беа одбивани. Сега И Илија сега, Димовски ако рече тоа- дека тие нема да го прават тоа, што Ако не го прават тоа, активни ја ќе би сакала да верувам дека нема да се случува Да, тоа, иако- би сакала да имам таква надеж, но знаеки како се функционира, а еве и од прилогот на Анита се виде овие 2 дена како функционира, ако се продолжи само со флоскули, злосторнички здруженија и дризово и така натаму, без аргументи, без размена за аргументи, се плашам дека за многу клучни закони утре ќе имаме таков тип на дискусија во кој што Мислам дека треба нема да вокабуларот се малку да гласа. го сменат. Може би мој личен став како ваш. Па не се работи само за вокабуларот, туку и односот кон работата. Знаете, Така е. работење во собранието треба да имате сериозен Знаете, ако однос кон велиме законите дека пред се. политичката криза е на заминување, ако сакаме да констатираме тоа, значи дека граѓаните ќе треба полека да ја спуштат топката на меѓусебна нетрпеливост и да очекуваат нешто да се случи од новата влада, а не да слушаат истиот речник, истите обвинувања кои што ги слушаат до сега, бидејќи оние што од утре ќе бидат власт, веќе не мора да ги обвинуваат минатите, бидејќи сега се власт и треба нешто да направат. За тоа веројатно малку Ќе подоцна ќе поразговараме. поразговараме. Господин Јанкуловски, да не би дека се фатиме само за опозицијата, бидејќи сега диоптријата треба да ни е кон власта. Но бидејќи јас никош не сум подразбирал што значи тоа конструктивна опозиција лично и се чудев кога ВМРО ДПМН изминативе 10 години бараше од Грчева и од другите од пратеници и лидери на партии да бидат конструктивни. Опозицијата е таква каква што е секаде во светот. Значи таа се обидува да дое на власт и ги користи сите демократски механизми. Но ова парламентарно мнозинство за кое го говориме дека ќе биде, како што вели господјата Митрева, демократско, ова што вели господјата Грчева дека ќе биде тешко да се работи во таков сооднос, ќе биде уште потешко ако се има предвид дека Заев најави дека и во рамки на владата ќе работат со консензус, што уште повеќе можеби ќе усложнува процедурата на вие бевте и вице-премиер, знаете како се работи во владата, како се носат одлуки, како се предлагаат закони. Може би е добро за да нема спротивставеност во рамки на самата владина коалиција по донесувањето на еден закон, ако се има предвид како е составена таа. Меѓутоа консензусот ги успорува целата процедура. Дали сум во право? Да. Значи во најголем дел би рекол или целосно да кажам се согласувам со господја Грчева со она констатација што ја даде околу тоа што се случуваше и што предвидува дека ќе се случува и како ќе работи новото собрание на Република Македонија. Значи само сакам да дадам мал вовед во сето она што јако не сакам да се навраќам што се случуваше. Значи ако се потсетиме на тоа дека сведоци сме на еден би рекол нелегитимен начин на избор на председател на собрание, таа констатација беше потврдена со низа забелешки, односно со вистински факти, каде што навистина беа неиспочитувани голем број на закони, деловник па и уставот на Република Македонија при изборот на председател на собрание. За да после тоа веќе и граѓаните, јас често пати еве сега разговарам последно време, се прашуваат ако веќе не е признат председател на собрание од страна на ВМРО ДПМН, во тој случај како ВМРО ДПМН, например, денес е и вчера на седница каде што председава тој нелегитимно избран председател. Значи, верувајте, размислував и јас, на крајот си ги поставив две прашања. Едното е, например, доколку и понатаму не се испочитуваше како председател, бидејќи се уште не се признава, и доколку не влезеа во собрание, што ќе се случуваше? Дали ќе беше тоа добро пред се за опозицијата и за Република Македонија, кога сведоци сме ние што се случуваше 1994 година, значи сведоци сме и на изборот на председател на собрание, предпоставката беше дека и да влезат, и да не влезат, значи само на улеснителен начин ќе се избереше владата на господинот Заев, односно предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека сепак се избра добро решение што влегоја во собрание
Со тоа може веќе сме сведоци дека сите забелешки што ги имаат може да ги искажат и да ги пренесат на граѓаните и на нивните симпатизери. Добро е што сепак може да се кажат и некои карактеристики за некои од предложените министри. Јас исто така не можам тоа да го пропуштам, она што го кажа и Митрева, што не можам да разберам како битолчанец да нема од Битола или од Битолскиот регион да нема воопшто предложено министер. Не можам да се согласам доколку има предложено покасно заменик министер. Знаеме ние која е функцијата на заменик министер. Никаква. Значи, Битола е оставена како слепо црево. Ние навистина очекувавме дека Социјалдемократскиот сојуз ќе даде предлог за министер од Битолскиот регион, затоа што Битола има доста кадри. Исто така, специфично е и тоа што во овие предлози, ако веќе даваме карактеристики на составот на министрите, Па тоа ќе остава или тоа покасно ќе го правиме. Покасно генерално сега Значи, сакав само да нагласам дека навистина изненаден е македонскиот народ со голем број на предлози на министри за составот на оваа влада. Изненаден е со голем број на предлози на министри без ресор. Значи, ова мислам дека не се случувало во досегашниот период од осамостојувањето на Република Македонија со 10 или повеќе министри без ресор, затоа што навистина едноставно нема потреба владата да ги има, односно да му задоволува, овде испаѓа, произлегува, значи да му задоволува на одредени политички партии кои се коалициони партнери, колку да се каже дека имаат министер во владата на Република Македонија. Значи, воопшто немаше потреба. Тоа е сепак на штета на македонскиот народ. Добро. Еве започнато. Да, се извинувам. Имавте уште прашање. Сакам да направам мала прекин за реклами, а потоа ќе се вратиме на ве прашав околу функционирањето на владата со консензус, ама ве молам да ги само два збора околу консензус. Значи, видите, точно Илија Димовски кажа дека ќе имаат предвид тоа дека ќе бидат конструктивна опозиција во парламентот. Од друга страна, интересно и добро тоа е ако биде така, затоа што тоа ќе допринеси за доброто на граѓаните на Македонија. Меѓутоа, интересно е тоа што мандатарот или утрешен премиер, господинот Заев, кажа дека секој министер, имаше една изјава, ако се сеќавате, секој министер ќе биде оставен да се одлучува самостојно. А од друга страна го слушаме дека ќе се одлучува консенсуално во однос на сите прашања, оние поглавните прашања во владата. Мислам дека тоа е противставено едно на друго, дека не одат тие работи. Со консензус тешко дека ќе се решаваат работите и дека тоа уште еднаш ни потврдува дека на тој начин на одлучување не потсетува на она што оние закони, например, што ги носиме во парламентот со двотретинско мнозинство. Барем за мене тоа наликува на двотретинско мнозинство. Значи, ако не му се удоволи на некој од партнерите, од помалите заедници, во тој случај нема да се донесе одлука. Значи, ќе има закочување, како што и вие рековте, како што предпоставувате, ќе има, значи, закочување, односно, тешко ќе бидат донесувани тие одлуки. На крај краеви со бројот на пратеници, мислам дека многу тешко ќе функционира оваа влада и јас предвидувам дека ќе има многу краток рок на да им дадеме шанса да почнат. Мислам дека наша работа ќе биде веројатно на медиумите да генерализира чекорите што ќе ги прави новата влада. Не знам дали ќе имат ни 100 дена време да работат. Наше нема да биде 100 дена, ние веројатно од утре ќе почнеме да ги анализираме чекорите. Одиме со мал блок реклами, а потоа се враќаме во аргументи.
домот е таму каде што ти е срцето. БОМИ 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово. Ефикасно, сигурно и навремено. БОМИ 10 логистик. Одржуваме 991 км канализацијска мрежа, 1117 км водоводна мрежа, 25 пумпни станици за питка вода, 37 резервоари, квалитетна вода за пиење за 190.000 семејства, годишно производство од 102 милиона метри кубни вода и, конечно, сопствен дом. 110 години, секогаш најдоброто за Скопје. Водовод и канализација Скопје. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Елит Стейкхаус, омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот стейкхаус во Македонија, во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стейкхаус. Ве очекуваме. Добро време повторно во аргументи. Разговараме со Живко Јанкуловски, Солза Грчева и Јагода Митревска во Битола. Господи Митрева, вие слободно вклучувајте се во дебатата која ќе почувствувате дека сакате да искоментирате. Ако сега имате реплика, поведете, но јас сепак ќе ја прашам, а вие можете да одговорите, а можете да коментирате. Пред да се зафатиме со тешки анализи за економските параметри што ги најави мандаторот, за правосудниот систем, за евроатлантските интеграции, кои што како три столба ги наведе, оно што може би граѓаните или помалите ешелони во администрацијата, во медиумите ги интересира, е најавата дека оваа власт нема да се однесува реваншистички кон нас, кон сите останати што не се со власта. Верувате ли дека тоа може да се случи? Па може да се случи, зашто да не може да се случи. Ама не теоретски, мислам дека треба да чекориме по... Па практично би требало она што го најавуваат во својата програма да го исполнуваат. Прибидејќи ако се случи да не го исполнат она ветување во кое најавуваат дека нема да има реваншизам, сепак, како што напоменав предходно, има тесно мнозинство, може да се случат дури предвремени избори, или не би морало да значи предвремени, хипотетички ова го говорам, може би на наредните избори граѓаните ќе почувствуваат дека не се направи она што вели дека нема да има реваншизам. Оти овај народ долго време виде и од во овие 27 години дека е партизирани ни се институциите. Како што рече професорката, колешката Солза Грчева, пред се треба да се почувствува демократијата во партиите, кај што имаме партократија, би требало сега на дело, мислам да го покажи во прагматизам господинот Заев и СДСМ. Мислам дека голем број на министри за прв пат чекорат како министри во оваа влада и треба да се надмени веќе Македонија да чекори во непартизирани институции, за да покажи резултати од она ветеното. Јас имам надеж дека ќе се направи некој баланс, толеранција, за да народот почувствува дека има некоја благосостојба. Оти сметам дека ова му е шанса на СДСМ и на Заев да покажи дека
може да имаме и непартизирани институции. Останува на времето да видиме дали тоа ќе се случи. Како мислите, да речеме, јас би сакал да верувам дека е така, но Министерството за внатрешни работи и во јадната администрација ќе ги тргнат овие партизирани кадри и ќе стават експерти или ќе стават од својата партија луѓе повторно, кај ќе ги најдат толку кадри да ги пополнат. Тоа е проблематично. Знам дека е проблематично. Во овие 27 години се покажа дека и во одредени сегменти, како што напоменавте, во Министерството за внатрешни работи, кажавте од ваша страна дека има партизираност и од моја страна, кажувам дека има во овие 27 години од двете политички партии. Меѓутоа има и експерти во оваа држава. Сметам дека ова е прилика на сегашната влада да го докаже тоа за кое зборуваше долг период, дека е партизирана државата, дека нема правда, нема слобода, нема мир, има партизираност. Еве еден сегмент каде што може да покаже, значи во одредени законски регулативи кои можат да се донесат закони во собранието, каде што личностите, например, во Агенцијата за контраразузнавање во ДБК, можат со нов закон, кој ќе го предложат во парламентот, да се стават стручни лица, за да почувствуваме дека во тие сегменти се чувствителни, како што напоменав ДБК и Агенцијата за контраразузнавање, каде што треба партиите да ги тргнат своите раце, каде што имаме сензитивна област. Сметам дека ќе се потрудат да го направат тоа, она што го говорат да го исполнат. Добро. Госпожа Грчева, како да кажам, не знам колку долго или колку ги познавате овие нови кадри предложени од Заев за министри. Вие бевте, додека бевте во парламентот, едни од поголемите критичари на тогашната власт. Но исто така во последно време сте добар критичар на вашата поранешна партија. Дури поголем критичар, може да се каже, и потазе критичар на вашата бивша партија. Сметате ли дека оваа програма што ја предложи Заев и овие кадри, кои што верувам ги познавате, или некои не ги познавате, се доволна гаранција дека може да дојде до реформска влада и дека она што го критикувавте во претходната власт, дека нешто од тоа ќе се промени, дека ќе добиеме реформи, ќе се исполни тоа што вие го критикувавте? Знаете, ја бев жесток критичар на многу работи во време на владењето на ВМРО-ДПМН, бидејќи сметам дека многу системи се разрушија. Она што го говореше исто така професорката, тоа е најклучен момент. Дали ние ќе имаме департизирани конечно институции на секое ниво и дали нема да ни се случи повторно вашите да бидат заменети со нашите. И тука да се заврши приказната. Ако одиме по принципот вашите со нашите, тогаш на вистина нема да имаме една експертска, една функционална влада, една компетентна влада, која што секако не располага со толков голем број на партиски, а компетентни кадри. Таа ќе мора да инкорпорира експерти. Експерти, многу ми е зборот, да речам, квалификувани, квалитетни кадри. Квалификувани, компетентни за работата која што се очекува од нив. Знаете зашто ви се чини дека ја критикувам сега и оваа власт, бидејќи секогаш ќе си оставам за себе таа привилегија како граѓанин на оваа држава да не бидам задоволна од ниедна политика. Од ниедна политика. Секогаш ќе барам повеќе и повеќе за својата земја. Ќе барам повеќе вработени, ќе барам поголема социјална правда, ќе барам земја без корупција, ќе барам непартизирани институции, ќе барам перспектива за младите и така натаму. Ако утре видам дека и оваа влада забегува, дека и оваа влада само рециклира одредени политики, во мене ќе има исто така жесток критичар и нема зошто да биде поштедена. Сега за сега ме грее надеж дека таа сепак има намера да имплементира барем дел од ова што го има зацртано. Знаете, тоа многу лесно се тестира. Ние како граѓани
тоа и треба да го правиме, да ја тестираме владата што таа исполнила. Многу лесно се тестира таа влада. Зборуваме за минимална плата, покачување. Дали тоа ќе се случи? Дали тоа ќе се случи со кредити кои што беа критикувани како начин на обстајување на пензискиот фонд и така натаму? Ако се случува на истиот начин, тогаш ништо не сме направили. Ако немаме одржлив, самоодржлив развој. Понатаму, што е со урбанизмот? Ако утре оваа влада почне да вели јас морам да градам овде, затоа што има веќе маркица ВМРО дадена тука, па ќе затворам со една огромна зграда циркулацијата од паркот, што сме направиле? Тие само се вадат на нешто што се случувало. Или се растураат фасадите? Ако само се укине екстерното тестирање, против кое што јас најжестоко зборував, со најголем број на аргументи, значи, ако само се укине, тоа не значи дека имаме подобро образование. Вториот веќе чекор уште во септември, најкасно мора да се излезат со нов модел. Ние не можеме да останеме последни на опашката и онака сме меѓу последните на сите меѓународни тестирања во образование, на било кое ниво на образованието. Значи, мора една сериозна партија да размислува сериозно за сите системи. Здравство, образование, социјала, урбанизам и така натаму. Значи, уште веднаш мора да излезат со нов модел, а не да укнижат 30.000 гласа од задоволни матуранти и родители дека децата нема да им се малтретираат. Не, овде е примерно да имаме добро образование. За кадрите, значи, тоа е многу битно. Кадрите даваат надеж. Јас лично ги знам, повеќе од половината од тие луѓе даваат надеж дека се сериозни, дека се компетентни. Еве да речеме, ако одиме еден по еден, сега не би рекла за сите. Имаше забелешки од опозицијата дека некои од нив имаат само партиска кариера. Не, генералната забелешка јас ја имам дека требаше да бидат помалку министерства, бидејќи така се ветуваше, да биде по-мала и ефикасна влада, поготово да нема толку министри без ресор. Меѓутоа, некои од тие луѓе на вистина, мислам дека се прави луѓе на право место. Еве да речеме професорот Тедовски за финансии, тој си е познат, признат и така натаму со референци човек. Ја би очекувала еден сериозен пристап во економијата, што пред се на него ќе му падне да речеме и даношната политика да ја води, да ја менува. Тоа се многу комплексни работи. Штета што во предизборието ни остана енигма. Тие беа као памфлети наведени. Знаете, во сериозни демократии од тука се почнува, од даночниот систем да име јасен на гласачите што ги очекува во економијата. За жал, многу работи останаа препокриени од наше просто политиканство, од популизам и така натаму. Но тимот не ми дава за право да не се надевам дека евентуално ќе направат тој позитивен исчекор. Тој не верува дека овие кадри може да направат. Вие сте генерално експерт за земјоделие, како што знам, и за економија. Заев најмногу за економија говореше, за разлика од владата на ВМРО, да помене, каде што вие бевте коалицијски партнер, кој што полагаше многу на странските инвестиции. Одека се чини дека ова влада повеќе внимание како да сака да посвети на своите домашни компании, мали и средни компании. Можно ли таму да биде излезот во економскиот развој? Можно ли без странски инвестиции да има развој, вработувања, зголемување на извозот, економски раст? Значи, сакам уште еднаш да повторам дека значи, како влада, како предлог на влада, сметам дека за разлика од господја Грчева, дека поголемиот дел од министрите дека не се компетентни за да можат да донесат реформи во Република Македонија, она што се најавува и што се очекува, затоа што голем дел од нив ги познавам и мислам има еден дел што не се соодветни на соодветно место поставени и тоа е многу битно. Затоа што видовме и наназад, ако се вратиме, некои министерства каде што навистина не функционира онака што треба. Сме сведоци на тоа и не сакам да се повторат
истите грешки, например, што некогаш се повториле, се појавиле. Значи, токму така имаше доста осуди кон привилегиите на странските инвестиции и најверојатно најавата е дека тие субвенции или привилегии или ќе се изедначуваат со домашните фирми, што јас потполно се согласувам. Меѓутоа, не се согласувам онаму каде што се кажува дека најверојатно ќе треба да се укинат тие субвенции за странските инвестиции. Во тој случај, навистина сме сведоци илјадници луѓе што се вработија преку тие странски инвестиции. Тоа е една голема инвестиција на Република Македонија и дека сето тоа нема да носи добар економски развој на државата. Значи, не смее да се дозволи да се оди негативно кон странските инвестиции, а од друга страна треба да се даде можност, значи уште поголема, или јас потполно се согласувам кој што кажав, да се изедначат домашните со странските инвеститори. Многу треба паметно, навистина, економски на тамошниот период да се посвети внимание и да се води државата, затоа што и онај голем број, например, на кредити што ни се земени, или пак колку сме 45% мислам дека сме влезени веќе во заложувања. Сметам дека со тоа може да одиме во нагорна линија само со некаде 7 до 8 во наредните години, што тешко возможно е тоа да се направи, зголемување на бруто домашниот производ. Значи, треба многу паметно да се работи и со земјоделието, мора да се најде развој во однос на земјоделството. Тука, не знам, јас сакам да очекувам навистина добро да се води овој ресор, бидејќи Македонија е зависна држава токму од земјоделскиот сектор и се надевам дека производството ќе се качи на многу понагорна линија. Тука исто така сметам дека треба да се посвети посебно внимание кон и она прво прашање што ви беше поставено кон вработените во моментално, дали во администрација или во јавните предпријатија. Значи, не сме власта ни да помисли по мене да ги заменува луѓето едни со други во наредниот период. Треба малку да бидат ослободени граѓаните на Македонија, бидејќи навистина сега се уплашени. Тој заедно го говореше, вие се неговите зборови кажувате. Уплашени се, меѓутоа, јас исто така сум уплашен дека Заев ќе се воздржи од тоа, затоа што од друга страна слушаме многу големи ветувања, например, за нови вработувања. Сведоци сме кон партиското членство и верувате сите очекуваат нови вработувања. А од друга страна викаме дека имаме голема администрација. Како ќе ги вработиме ако му ветиме да ги вработиме, значи треба овие да ги напуштат своите работни места за да дојдат другите. И она што го рече, значи тоа е најопасниот чекор, например, кога го направи власта. Затоа ми е драго некоја што не сум политичар, најмалку премиер, за да не можам има потенцијали кај некои министри, значи 450.000 гласачи. Има и потенцијални министри, каде што некои ресори навистина ги заслужуваат тие луѓе. Господи Митра, сакам вие да се вклучите, ја следите дебатава. Се слушаме? Господи Митрева, сакам да се вклучите во дебатава. Дали ме слушате? Дали ме слушате? Да, ве слушам. Ако немате коментар, јас ќе ве прашам, а вие одговорете ми. Во експозето, предпоставувам го слушавте на мандаторот Заев, констатиравме дека најголем дел се однесува на економијата, за тоа говореше и господинот Јанкуловски, но и Никола Груевски, кој доаѓаше на власт, сметаше дека главните проблеми и политички и меѓуетничките односи ќе се решат само со економски развој. Некои резултати тој ги постигна, но
прашањата во меѓуетничката сфера остана и дури сега се повторно напластени. Мислите ли дека па дури и членството во ЕУ и НАТО на некој начин беше малку запоставено во говорот на Заев? Како овие три сегмента мислите дека ќе функционираат во иднини, на што треба граѓаните да се посветат? Може би економијата ни е најбитна, но знаеме дека ова е коалицијска влада и дел од овие партии се заинтересирани за други прашања, освен за економијата. Па да, во главном и Груевски, кога беше за мандатор за избор на влада, на самиот старт говореше за економијата, што е очекувано сега и од господинот Заев, прибедејќи нашето општество долго не се наоѓа во една така наречена транзицијска форма на економијата, каде што се надеваат граѓаните на подобро и подобро. Приоритет слушнав на господинот Заев дека ќе се залага за економските состојби, евроинтегратиските и НАТО, влез на НАТО на Република Македонија во НАТО, беа само напоменати, меѓутоа во главно клучните прашања беа околу образованието, како што слушаме и денеска во парламентот дека екстерното образование го укинува, зголемување на фондот за земјоделието, како клучни сегменти, бесплатно здравство, кој дава една благонадежна состојба кај населението навидум во првичните состојби, меѓутоа останува по принцип да им дадеме 100 дена па да видиме што тоа ќе се оствари. Тука беше во експозето на господинот Заев изоставен законот за јазиците, прибидејќи беше долга расправата и проблеми, таа политичка криза која се зголеми при предлагањето на господинот Талат Џафери, сега во експозето некако како да воопшто не беше спомната албанската платформа и законот за јазиците, што сметам дека во иднина, прибидејќи и албанските партии се веќе сега присутни, повеќе политички субјекти, мислам дека околу 5 политички субјекти кои ќе се борат и во албанскиот блок околу таа фамозна албанска платформа, тиранска платформа која ја нарекоја, мислам дека ќе има тука и надпревар помеѓу самите албански политички партии. Видовме дека БЕСА останува во опозиција, имаше цврсти барања во кон Заев за исполнување на таа тиранска платформа. Од друга страна гледаме дека дуи и партијата на Села, Алијансата на албанците, остануваат во власта, меѓутоа во овие 100 дена мислам дека таа албанска платформа не верувам дека ќе биде спомната од страната на партиите кои ќе бидат во власт, ќе се залагаат повеќе за овие останати сегменти. После 100 дена очекувам дека, како што и најави господинот Села, дека ќе се држи до своите барања кои ги имаше во својата политичка платформа. Останува да видиме кои сегменти прво Заев, а мислам дека овие три сегменти, образованието, економијата и здравството, ќе се трудат да покажат резултати кај граѓаните како клучни сегменти во нивната политичка програма, односно и владина програма која веќе ја говори во парламентот. Име со уште еден блок реклами, имаме уште некое време за да го заокружиме овој циклус на разговори. Еве сме при крајот со аргументи, имам уште 6-7 минути. Господи Грчева, во делот на паузата сепак коментиравме. Искажувате некој сомнеш околу тоа како ова влада ќе функционира, особено ме интересира бидејќи уште во парламентот сега се покажува има и противречности. Во Македонија секој со секого коалицирал и има едно ехо што останува, што е чудно. После кога другата коалиција треба да критикува дел од власта со која бил предходно. Едните ги амнестира, другите ги инкорпорира. Тоа се двојни стандарди по дефиниција.
Значи, има и други загрижувачки елементи кои што се случуваа во овој интеррегнум период практично, додека функционираше оваа горе-долу техничка влада. Гледате како ова општество е навикнато на една крајна партизираност. Секој човек поединачно. Видовме, сведоци сме дека медиуми влегуваат во тотална мимикрија во овој период. Значи, едно остро завртување во лево со испаѓање на познати новинари на таа кривина. Нивните емисии се затвараат. Значи, тие сега од крајни поддржувачи на власта стануваат крајни поддржувачи на евентуална новата власт. Од вечер натаму се надам таа власт. Тоа само покажува дека ние и понатаму нема да имаме независни медиуми, она што навистина ме загрижува. Ние видовме неколку медиуми кои што јас со задоволство сум ги гледала, бидејќи сум гледала жестоко спротивставени ставови. Сега гледаме едни дебати, ги гледавме и во минатото, едни добро платени медиуми од странски пари, каде што јас мене, ти мене, Војвода, ја тебе Сердаре, едни тотално, како да кажам, тривиални дискусии се водеа, за кои што немам потреба да ги слушам, не гледам никаква спротивставеност на ставови. И сега ние наместо да одиме по упатствата кои што ги чувме во експозето, за една департизација, немање реваншизам, независни институции и така натаму, ние пред време на нашите институции веќе се спремаат да удоволат на новата власт. А тие нема да речат, не, немојте. А тие нема да речат, не, немојте. Секако, тие може би ги повикале на време, за да им кажат, да, ова така и треба. На бацирака, веројатно и биле. Тоа се лоши сигнали. Понатаму лош сигнал е, да речем, однесувањето на судството, поготово на некои суди и делосудството. Кога се растураше судството, во овие 10 години, сега вака. Ако има промени, значи е добро. Кога се растураше судството во овие 10 години наназад, кога имаше пресудени еден куп душевни болки против новинари, против разни јавни личности, во корист на функционери на ВМРО, тоа се си функционираше во корист на ВМРО. Паѓаа на Уставен суд или воопшто не беа разгледувани очигледни кршења на законот. Еве, јас сум го оптужила точно екстерното тестирање во делот на ставање единици во свидетелство. Тоа не се ни разгледува. Значи, тие беа ставани под тепих. Но сега, кога нистата таа власт во заминување, им беше потребен Уставниот суд за да застане зад кршењето на Уставот во неколку инстанции клучни, тие веќе беа превртени на другата страна многу очигледно. Значи, не смеете да ги рушите институциите. Тоа ми е зборот. Да, знаете, многу си влегуваат и во самоцензура. Тоа го видовме насекаде, во сите еснафи видовме. И во професорскиот еснаф, тоа сме го виделе во академските средини секаде. Значи, народот треба да се ослободи. Треба да знае дека тоа е главниот конституент на државата. Не владата, не министрите, не премиерот. Ке биде тешко. Тие треба да бидат, па знаете, многу е лесно. Принудени на стервилност, таа стервилност е малку и балкански традиционална. Еве ќе ви дадам еден пример. Еден пример ќе ви дадам. Ние не влегуваме нигдека без 100 грама кафе. Добро, да, добро. Тој менталитет се градал веројатно со векови, не ни со децени. Но, за мене не е толку битно кој е профилот на идните министри. Тука е повторно битен принципот. Дали тие министри ќе инкорпорираат, да речеме се спрема закон нов за високо образование, мора да се донесе таков закон. Дали и кој ќе го прави тој закон? Тоа е многу битно. Ако вие ги инкорпорирате, што велат фелата, еснафот, кој што е носител на дејноста, тогаш може да очекувате многу малку проблеми со имплементацијата на тој закон. И така е во сите области. Значи, тоа е основната грешка што се прави. Тоа самозадоволство, таа затвореност, неинклузивност, тоа е ужасно голема грешка. Ја мислам дека се стекна впечаток дека досега неголемото нетрпение секој се покажуваше кон експертите. На сите им е поблиску партиското членство, извршителите. Иако господин Куловски никој не вели дека имеѓу партиите нема експерти,
Но барем да ги стават квалитетните партиски кадри. Но зошто се лупа да ги барат, морат да се осланат само на партиски кадри? Може да другата страна. Ве молам, па мислам, тоа е најголемиот греф. Иако ние сме далеко, веројатно, од примерот што сега Франција го направи новоизбраниот, па ја измеша цела влада, ја состави и од опозиција и од власт, тоа не знам како ќе функционира, но кај нас е се уште непоемливо такво нешто да се случи. Господин Никуловски, можете и ова да го искоментирате, веројатно преска ве прекинав, така да се доискажете, но во овој сегмент на албанските партии кои што се дел од власта перманентно, и со ВМРО да помени, и пред тоа со СДС и сега повторно. Не знам кој им е природен партнер, бидејќи имаше порано една синтагма која албанска партија била природен партнер со една од македонските. Но она што нејасно се како ќе функционираат кавгите у парламентот, како ќе се повикуваат, да речеме, како ќе критикува ВМРО делови на програми кои што ги работеле заедно со ДУИ, или како ДУИ ќе критикува нешто кое го работеле заедно со ВМРО или претходно. Па многу едноставно. Сега ВМРО е опозиција. Значи, видите, тука малку несвојствено е тоа што сега ДУИ... Ако си ги вадат прљавите алишта, тоа значи ќе си ги вадат сами на себе. Малку е... ДУИ нели беше иницијаторот за коалицирање на она мнозинската партија со од едниот блок и мнозинската партија од другиот блок. Меѓутоа тоа го прекрши. Веќе не знам што може и секој да помисли, повеќе не важи ништо. Произлегува или произлегува дека како ќе кажи некој однадвор и така албанскиот блок поготово така се насочува. И ова прашање околу јазици, околу прашањето за употребата на јазиците. Мисли дека тоа ќе стане доминантен? Значи, јас сум убеден, нешто мислам, него сум убеден дека во првите приоритети ќе биде законот донесен за јазиците и тоа законот со два службени јазици. Значи, досегашниот закон каде што беше службен јазик македонскиот, сега ќе биде дополнет македонскиот и албанскиот. Значи, тоа е од страна на ДУИ барањето кое што јас сум сведок. Чекате, улогата на ВМРО да помени, дека нема да го дозволи. Тој закон ќе претрпи измени всушност законот за јазици што беше и досега донесен, каде што пишуваше дека е само македонскиот јазик службен јазик. И сега значи ќе се дополни со уште еден службен јазик, тоа ќе бидат двата службени јазици, македонскиот и албанскиот. Од друга страна, тоа дополнување се коси со уставот, затоа што во уставот го нема како втор службен јазик албанскиот јазик. Ама не рекла дека социјалистичко мнозинство тоа се носи. Па тоа е она играта што сакаат да ја играат, бидејќи јас сум сведок кога ДУИ во 90% од преговорите со ВМРО ДПМН ги темелеше токму на јазикот. Значи најбитно прашање беше јазикот. И сега јас сум убеден, повторно ќе речам дека јазикот ќе биде донесен, законот за јазици, уште како приоритетен. Од друга страна, ние сме сведоци и денес, и вчера, каде што председателот, така наречениот председател на собрание, господинот Џафери, од спикерското место се обраќа на својот мајчин јазик, на албански јазик. Значи, директно го прекршува деловникот на собранието. Тој, како што беше кажано, може да се обраќа како пратеник, меѓутоа ќе се застане на говорницата. Значи, ако сака како пратеник да се обраќа, ќе се застане на говорницата, а не на спикерското место. Значи, тој прави на некој начин, према мене, вовет во донесувањето на законот за јазиците, каде што ќе стане службен јазик и албанскиот јазик. Подготвува терен. Завршуваме со... А од друга страна, сакав само да нагласам дека она што претходно беше кажано, јас можам да се согласам дека тука од страна на оваа влада, точно е дека дури не е толку битно кој дали некој министер ги исполнува оние основни предуслови за да биде министер. Значи, многу битно е како ќе функционира и како ќе соработува со својот тим. Меѓутоа, од она што го знаеме, нели беше кажано дека не смеат да бидат министри
предложени министри со некоја предистражна постапка. Ние сме сведоци, тоа го кажа, јас гледав интервју, например, односно пресконференција на господинот Заев, каде што кажа дека тројца од сегашните предложени министри имаат, и тоа од нивна страна, поднесено кривични пријави, каде што постои таа предистражна постапка. Значи, тука самиот себе се негира, за да сега сведоци сме дека специјалното јавно обвинителство кажува дека нема кривични постапки, меѓутоа предистражни се воздржува. И јас сум сигурен, или тие ќе се тргнат на страна, тие предистражни постапки, или пак покасно и тие ќе произлезат. Од друга страна, не можеме ние да правиме значи состав на влада каде што од една страна кажуваме и подпишуваме документи, се обраќаме кон македонскиот народ на пресконференција, а од друга страна знаеме дека после тоа нешто друго внесуваме. Значи, моето мислење е дека ова влада ќе трае многу кратко, 62 пратеници дека тешко дека ќе може. Прво, јас сум убеден дека лидерите на партиите тешко ќе доаѓаат на тие седници. Значи, тешко дека ќе обстане подолг временски период. Меѓутоа ме загрижува фактот што еве и денес беше одбиен предлогот за продолжување на мандатот на советите и градоначалниците и од друга страна донесување на закон за закажување на веќе на некој начин договорениот термин. Утре, мислам дека утре таа седница да кажам. Значи, добро, тоа е многу битно. Ви благодарам. Добро, го завршим. Ќе оставиме за друга емисија, бидејќи наскоро ќе почнат вестите. Ви благодарам за учеството во аргументи, за времето што го издвоивте, и вам на гостите во Скопје и вам во Битола. Ви благодарам на учеството и се надевам дека и друг пат ќе соработуваме. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, Тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште ли ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму, ама до пола книга се одбележали.